Здраво, Македонијо! СДСМ и овие избори ја избегнува ТВ Алфа со своите промотивни изборни спотови. Но јас ја исправам таа грешка. Еве да знаете, што е ново кај господата кои ниедна банка не сакаат да донираат во мојата плата, а толку многу ги третирам и негувам. Бездушници. Денес официјално ја започнуваме нашата изборна кампања. Со чиста совест, јасна визија и огромна енергија за промени. Македонија заслужува нова шанса и подобра иднина. Заедно можеме, заедно ќе победиме. Се бориме за нашиот дом. Ова е Александар Димитриевич, генерален секретар на СДСМ за оние кои не знаат, а тоа се повеќето луѓе во Македонија. И тој се пресели. И да ви кажам, сега живее во Македонија. А не е убаво да се сели човек баш пред избори. И според закон, мислам дека едно 6 месеци пред избори не смее да менува адреса човек ако сака некој да го гласа. Па ќе видиме како ова ќе им испадне. Сменија адреса на 3 недели пред избори. Патриотишчаве! И ја враќаат надежта и вербата во подобро утре, исто така преку спот кој не знам зошто не го пуштаат кај нас, но јас ја исправам таа историска неправда. Ке погледнете како домот за кој се борат, нели, односно Македонија, била запуштена овие 15 месеци и тие доаѓаат и ја оправаат, бидејќи се мајсторишта. Нашиот дом беше стабилен и цврст, но кога дојдоа го запуштија и упропастија. Еве ги луѓето од СДСМ. Тие се ужаснати затоа што домот им е запустен, па тука им доаѓаат на помош други луѓе да им помогнат упропастениот дом да го средат. Може се коалициони или некои амбасадори. Гледаат, се чудат, јоп, лисија од улуците собраа, браво, повеќе работа од последните 2 години власт. Брусеа нешто овие може да има од кутлеш некој символ сигурно. Шарен лустер, добро, овој гледа од каде протекуваат информации. Аха, чук на куќата, демек стабилна е. Баш така се проверува, браво. Јоп, одеднаш зачадено име. Може Али пржал јајца и ринглата на шеска ја заборавил, или гравче јадел некој, може би, па после пуф. Ама еве, отворија да се спасат и оп, што ќе видиш? Надвор ја најдоа ружата на Бранко, леле символики ме наежија. Па гледаме како оградата се мачка, не знам што ја тинтраат, што не ја тргнат како пред влада. Следно, ролетните ги кренеа за да им влезе сонце дома, што е добро, во темно не се читаат анкетите и мислењето на народот. Еве го и комшо со греблото, можда како символ за гребењето за позиции. И конечно еве го и мезенцето, што значи наскоро ќе почне веселбата од како ќе оправат куќата. Чекај да посадиме уште некое цвекенце и тука да смениме осигурач. О, светна си ја лицата. Вау, каков успех, човече. Браво, ваква смена на осигурачи не сме виделе. Нема што, време е за прослава. Не пипај ти со рака во краставичките, скапи се. Ете го и знамето, за да не заборавиме дека се прави патриоти. Знамето нема да ви ги рани децата, што би рекле, ама во спотов ќе ви ги рани, вака ќе се јаде и пие ако се врати СДСМ. И пиперче муртинско, джглап. Дај знаме уште малку дека сме големи патриоти и пак покажија куќата како ја средивме. Леле, браво, ај живели! Пред да ви го пуштам најважниот дел од овој спот, еве го плодот на работата, пред и потоа. Лево старата состојба, десно новата. Ѓубрето кое го донеле за снимање, го тргнале и ставиле знаме. Доказ дека со знамето се е поубаво. Како и со... Ај да не откривам прерано, ќе чуете сами. Време е за најјакиот дел од овој спот. За дом достоинствен за мене, за моето семејство, пријателите и за мојата Македонија. Ова е нашиот дом. И заедно ќе го обновиме. С пријателите и за мојата Македонија. Вау! За мојата Македонија! Абе, каква северна? Уста govna ми е дев, што би рекол Сашко Коцев. И пак символика. Муртинска пиперка и мојата Македонија. Нема веќе северна. И на спотов луѓево се преселиле од северна во Македонија. Фантастично! Ги сакам колку се срцки и патриоти и против промената на името. Следно, големиот митинг во Кичево.
бобо, луѓе, изгазија. Сигурно има ичмалку 35-37 души. Може и некој кафиш да седнат, ама налет. Туку, ајде да видиме да не некој се преселил и овде. Да живее Кичево, да живее Македонија. Еј, кандидатот за советник, носителот на листата, живеел веќе во Македонија. Браво, браво, каков исчекор. А сега, председатело. Се бориме за нашата Македонија, се бориме за нашиот дом. Да живее Кичево, да живее Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да живее Македонија. Прекрасно. Македонија, 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 уста полна Македонија. И по некоја команда за верната илјадобројна армија. Ова е магијата, како да победат. Ајде, петка си, ајде. Ајде, петка си, ајде. Ајде, петка си, ајде. Ајде петка сите! Браво! Шубаво петка направи. После големиот митинг и на Раче ќе им ги пишува петките, бидејќи ги следат неговите вешти команди. Дај петка, петка. Кажи Македонија, Македонија. Дека СДС се пресели во Македонија, патем говореа и другите настани од деновиве. Мислам дека Македонија нема подобри кандидати за градоначалници и советници од овие што се тука. Да живее Македонија! Дека го сакаме и се бориме за Демир Хисар, дека ја сакаме и се бориме за Македонија. Да живее Македонија! Да живее Крушево! Да живее СДСМ! Да живее Македонија! Да живее Пробиштип! Да живее СДСМ! Да живее Македонија! Да живее Штип! Да живее Социјалдемократскиот сојуз на Македонија! Да живее Македонија! Македонија, Македонија! Што е следно? Ке скандираат можеби никогаш северна, само Македонија и пече обавезно. Можеби ке бараат и името да се врати. Мислите се шегувам? Па еве ви уште еден спот од СДСМ против ВМРО, за да е сликата комплетна. Северна не е мојата татковина. Никогаш нема да кажам придавката на новото име. Нека ми го земат мандатот. Нас не боди и не пече тоа што мораме да некогаш ќе прифатиме таа реалност. Но таа е цената која што повторно мораме да ја платиме за да бидеме таму каде што сакаме стратешки да бидеме. Тоа е Да, неверојатно, ама вистинито, но СДС имаат спот кој може да го насловиме «Зошто не го вративте името кое ние го променивме?» Да ви го објаснам спотот. Го користат оној единствен пат при заклетвата за владата каде е кажано променетото уставно име, сменето од овие предизборни патриоти кои патем, како што видовме, не само што обвинуваат други за нивните гревови, туку во кампањата користат само Македонија без Северна. Оние кои го променија името и сега прозиваат зошто не било вратено името. И уште во спотот велат се спремни да сторат за власт, како на пример тие самите кои мислат дека кажувајќи Македонија, Македонија, ние сите ке пошандарцаме и ке речеме леле овие патриотиштава бе, види арно зборат. Инаку околу враќањето на името, па вратено е бе, другари и другарки. Нели, ВМРО го врати името до таму да и вие Северна не спомнувате повеќе, само за Македонија зборувате. Нели гледате, нели се слушате, патриотишча. Додуша вака е само дома пред избори. Пред некој месец во Атина, Венко вака думаше. Prespa agreement solved multi-decade issue between North Macedonia and Greece and allowed North Macedonia to become a NATO member. Unfortunately, we did not become a EU member, although the wish is here, the appetite is still here. We have a right authoritarian government currently in our country, which is not willing to push the country forward. So it's like a vaccine. We got the first dose with NATO, we didn't get the second dose, and it's nice relation of authoritarians with the anti-vaxxers. Prespa agreement solved multi-decade issue between North Macedonia and Greece. Мајка на Марика думаше, север црн да ве однесе,
кога ја кодоши Македонија во Грција, каде им аплаудираат заедно со Заев, бидејќи се кумови на сменетото име, тогаш таа е северна, а дома кога ќе продава басми пред избори, тогаш само Македонија. И ја враќаат темата каде се најслаби. Името, односно државните интереси. Како што ја вратија и темата за уставните измени по бугарска желба и волја, со јаките червени линии во кои СДС бараат само да се смени уставот што побрзо по бугарски терк. А исто така, пред неколку месеци Патриотишчево предизборно го кажа ова. Земам лично одговорност да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени и да ги отвориме преговарачките поглавија со Европската Унија. Доколку владата смета дека тоа може да го искористи, јас стојам на располагање. Земам лично одговорност да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени. Се би дал тој како политичко битие само да им направиме кејф, мерак на комшиеве на кои им дадоа право на вето ако не прифаќаме бугарско гледање на историјата. И денес исти вефаци се сетија на Македонија и бараат името да се врати. Среќа кампањава ќе заврши за некоја недела, инаку многумина ќе завршат во лудница од оваа предизборна атмосфера. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со тројца кандидати за градоначалници. Ке биде поучно и интересно, ви ветувам. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив, започна изборната кампања, па да фрлиме една рака вака помош за вас, гледачите, гласачите, кога ќе размислувате за кого да гласате, дали да гласате, дали да излезете, дали не, да видите со што излегуваат политичките партии, со каква понуда. Вечер имам тројца гости, тројца кандидати за градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН. Марија Нацева, кандидат за градоначалник на општина Неготино. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Богдан. Добро вечер до Алфа телевизија и ви благодарам на поканата да учествувам во вашата емисија. Благодарам што си тука. Тони Тоневски, поранешен градоначалник на Пробиштип, кандидат за градоначалник на Пробиштип. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Богдан. Благодарам за поканата. Нико Чонески, кандидат за градоначалник на Славно Крушево. Добро вечер и за тебе. Добро вечер. Фала ви прво што одвоивте време. Знам дека е набиена агендата сега, нели започна кампањата, сите имате активности по терен, средби со граѓани. На почетокот имаме една интересна ситуација тука сега. Неготино од оваа тројка е единствениот град кој што во моментов има актуелен градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, а господата наспроти мене се кандидати во градови каде што има актуелен градоначалник од редовите на СДСМ, па секој ќе може од различен агол да пристапи на темата, проблематиката што ќе анализираме. Но прво сакам кратко представување за пошироката јавност, локална, да се разбира дека ве знае, но не гледа цела Македонија. Па, Марија, нешто за себе вака нескромно да си кажеш? Така. Од кога се бавиш со политика, што си по професија? Така. И како се случи, јас знам уствари како се случи, граѓаните, нели, во тебе препозна најдобро решение за овие избори, меѓутоа, нели, ти испадна како фаворит во сенка, па и стане и кандидат. Така е, Богдан, во право си. Јас сум Марија Нацева, кандидат за градоначалничка на општина Неготино за предстојните локални избори 2025-2029 година. Со политика се бавам активно од 2011 година. Активно сум вклучена во ВМРО ДПМН. Моите почетоци беа во Унијата на млади сили. Потоа преминав во Унија на жени, каде што активно учествував во теренски активности, учествував во КИМови, потоа бев и заменик председател на Унија на жени. Со тек на време од 2016 година сум член на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Се до ден денес се уште сум член на Општинскиот комитет.
Исто така сум член и во Централната комисија за финансии и монетарна политика на ВМРО-ДПМНЕ. Имам голем број на активности, голем број на ангажмани, како во партијата, така и во работата. Економист, Инаку сум дипломиран економист, да, на економскиот факултет во Прилеп. Можам да кажам дека добри професори, добар кадар во тој период кога јас студирав. Вработена сум во општина Неготино од 2012 година. Најпрво бев вработена во одделението за локални даноци и такси, за да подоцна се префрлам во одделението за финансии и финансиски прашања. Бев долги години соработник. Да, 15 години искуство во политика, плюс да работиш во одделение за даноци и такси и да те сакаат луѓе, значи дека коректно и добро си ја работиш. Да, во делот на финансиите и буџетот, значи активно бев вклучена секоја година. Всушност можам да кажам дека јас сум она која што секоја година го изработува буџетот на општина Неготино, секако по предлози на граѓани, собери, предлози, сугестии, се до 2022 година, кога исто така напоредно продолжувам да ја работам оваа функција, меѓутоа ја добивам и функционијата како секретар на општина Неготино. Фактички се ти е познато тебе во соработка со доктор Горан Стојанов, градоначалникот, со кого што си подадовме рака. Имавме еден коректен однос. Така да, во принцип, имаме добра соработка и до ден денес и имам голема поддршка и од него. И покрај тоа што, нели, тој е актуелен градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ, и покрај тоа што сега јас сум кандидатка за градоначалничка од ВМРО-ДПМНЕ. Со алале, не е со никаква расправа. Така имаме и во Прилеп ситуација и уште неколку други општини. Така да, нашата соработка продолжува и неговата поддршка ја имам максимално. Ова богато искуство во работење во општината, во водење на општински работи, буџетирање и така натака, чувствуваш ли некаква возбуда, позитивна трема пред можноста, да не кажам сега, ти си извесен победник, веројатно и во првиот круг, според она што го знаеме на анкетите, и сега ќе, нели, најверојатно ќе седнеш набргу на столчето на градоначалничкото столче, се како во женски род, не можам да го изведам, бидејќи кажа градоначалничка, во право си се извинувам за лапсузот на почеток. Има ли некоја непозната, имаш ли во таа равенка или едноставно знаеш што треба, како да се тера и едве чекаш да дојде денот? Да ви кажам искрено, јас во овој процес влегувам многу искрено спрема секој еден граѓанин. Влегувам со чист образ, без страф да се појавам пред ниту еден човек. Поради тоа што така сум растена, така сум воспитувана од моите родители, секогаш треба да се подаде рака спрема секој еден човек. Што значи дека имам доблест, имам лице, да се сретнам со секого, да подадам рака на секој еден човек, да се појавам јавно да говорам пред секој еден, поради тоа што немам наштетено на никој, немам направено никакво зло, така да не гледам никаква пречка да соработуваме. Имам голема поддршка како од моето членство, имам поддршка и од голем број на симпатизери, но исто така имам поддршка и од доста лица кои што се припадници и на други партии, а сепак препознаа во мене лице кое што може да ја предводи општината. Да, точно е дека досега јас го имав најголемиот ангажман во општината, можеби бев малку во сенка, меѓутоа сега е моментот да ги преземам сите тие активности како прв човек на општината. Така да не гледам никаква пречка, никаков проблем, ниту пак било каков страф. Супер, одлично. Тони, ти си поранешен градоначалник на први штип во два мандати, така? 2009-2017. 17-та година ти загуби од актуелниот, така? Во една чудна изборна година кога се случуваа мал милион чудни операции за оние кои што се поупатени, нели, ние тука знаеме. И сега повторно излегуваш на Мегдан. Што ти текна? Во меѓувреме, мислам за оние кои не знаат, ти си директор на Булмак. На Булмак.
главниот економски оператор, нели, рудникот Злетово и Тораница. Не те напушти кефот, имаш незавршена работа, сакаш да ги изравни сметките или едноставно попријатно се чувствуваш водејќи општина и грижејќи се за општинските работи, отколку па во бизнис секторот и раководење со рудник? Значи, многумина од граѓаните ми го поставуваат токму тоа прашање, зошто повторно се кандидираш за градоначалник на Пробишти, кога ти е добра функцијата која што ја имаш во моментот, директор генерален на најмоќната компанија, можеби и во регионот. Мојот одговор е многу едноставен. Јас се кандидирам затоа што го сакам Пробишти и затоа што гледам во изминативе 8 години актуелниот градоначалник го води градот во погрешна насока и Пробишти е од едно многу модерно место, убаво градче за живење, од ден на ден се повеќе паѓа во апатија, во апатична состојба, без никаква визија на актуелниот градоначалник, без никаква идеја да направи нешто за да го движи Пробишти на патот на кој што се движеше до 2017 година. Според мене, многу лесно е на граѓаните на овие избори да изберат, бидејќи имаат два кандидати кои што имаат по два поврзани мандати. Само двајца сте, прости? Имаме и трет независен, како Но генерално во прв круг се очекува да заврши битката? Јас сум сигурен дека битката ќе заврши во прв круг и сигурен сум дека јас ќе бидам повторно градоначалник на Пробишти, затоа што граѓаните на Пробишти многу добро можат да компарираат како се развиваше Пробишти, како се градеше, што се направи во Пробишти. Јас, за разлика од него, на секој мој мандат влегував со програма, конкретна, со конкретни проекти, актуелни проекти и на крајот на мандатот излегував со отчет што е сработено од тоа што е ставено во програмата. Во 2017 година, иако имав многу обемна програма, излегов на крајот со еден отчет во кој што процентот на реализација на програмата беше над 98%. Актуелниот градоначалник му ја гледав програмата негова од 2017, иако беше на 2-3 ливчиња, дури смешна, каде што ветува вода, воздух, земја, не знам што. Живот, воскресение. За сите. Ако тој не излезе со отчет за тоа што сработил, меѓутоа, ако му ја гледате програмата и ако ја анализирате со тоа што има завршено, има нешто над 30-31% од тоа што го ветил во 2017. За програмата од 2021 не знам ни дали имаше програма, ама тоа се некои ситни работи. Значи, со еден збор, не знам, јас, ако ме прашате што имам направено во моите два мандати, ќе прашате, ќе ви кажам неколку капитални проекти што се за општината. Например, Пробишти имаше децениски проблем со водоснабдување, немавме вода за пиење. Кога дојдов јас градоначалник, веднаш направив една од најмодерните во тоа време на Балканот филтер станица со ултрафилтрација, сега почнаа и некои други општини да ги прават, и го решивме тој децениски проблем со вода за пиење за Пробишти. Општина Пробишти беше првата општина која што направи покриен градски пазар со околу 6000 метри квадратни површина во центарот на градот за паркирање, бидејќи немавме пазар. Направивме спортски сали, капела, паркови, плоштад и многу други капитални проекти кои што во тој момент беа од суштинско значење за Пробишти, односно без нив не можеше Пробишти да функционира. Без вода за пиење, ние со месеци во повисоките зони немавме вода за пиење, со цистерни ни носеа од комунална хигиена. Страшно. Ако мене ме прашате, не знам, можеби градоначалникот ќе кажува нешто актуелниот, мене ако ме прашате, а сигурен сум дека ни тој нема да знае, ако го прашате, кажете еден капитален проект што го направивте од идеја до реализација, нема ниту еден. Ќе почне да кажува некои проекти кои што не се во негова надлежност. Не знам, регионален пат од Крупиште до Пробишти, тоа го прави јавното предпријатие за државни патишта, ама он го кажува како негов проект. Ако е така, јас треба да го кажам автопатот од Миладиновци до Штип или експресниот пат од Штип до Крупиште, до Кочани. Така да,
А како во 2021 година повторно се протна човекот? Тогаш беше од ВМРО кандидат Миле, како Маријан Миленковски, доктор кандидат, не знам и јас искрено. Тесно беше? Тесно беше, во вториот круг изгуби докторот Миленковски. Мене, ако ме прашате, клучна работа што се случи во тој период е силниот притисок на власта преку компаниите кои што во тој момент ги контролираше власта на СДСМ, направениот притисок на двата најголеми индустријски капацитети во Пробишти, а тоа се рудниците и фабриката за акумулатори, беше клучното што и нормално администрацијата која што во тој момент и централната и локалната власт беше на страна. Мотивираа луѓето, ги мотивираа луѓето. Тоа беше пресудно што изгубивме во 2021 и тоа е голема штета за сите граѓани на Пробишти, бидејќи од тогаш Пробишти континуирано продолжува да тоне и да запаѓа во таа нивна безидејност и апатија. Очекуваш обвинувања сега дека па ти доаѓаш од позиција директор на рудник, дека ти на вработените ќе им влиеш вака или онака, или има веќе такви обвинувања и како би ги искоментирал? Не сум слушнал да има такви обвинувања, бидејќи сите во Пробишти знаат дека јас на ниту еден од вработените не сум направил никаков притисок, ниту сум му рекол за кого да гласа и како да гласа, и така и ќе биде до крајот на изборите. Јас за тоа земав годишен одмор, не ни одам на работа во овој период додека трае кампањата, бидејќи некоректно е да ги терате луѓето да гласаат под уцена или присила. Затоа изборите се фер, коректни, демократски, треба да се даде можност на секој од граѓаните да си одлучи за кого ќе го даде својот глас и во кој од кандидатите ја гледа перспективата и развојот на општината. Каде те критикуваат? Ме интересира. Што препознаваат како слаба страна кај тебе против кандидатот? Дали во однос на рудникот, бидејќи претпоставам ги запазувате сите еколошки стандарди, дека покрај тоа што е најголем економски оператор таму, колку 7-800 луѓе вработувате. Тоа ли е невралгична точка некоја која што ја препознаваат опонентите или не? Значи, опонентите пробуваат на уште полош начин да наоѓаат некои нивни активисти кои што се вработени во рудникот и да ги залажуваат, односно да ги водат во погрешен правец, да рудникот бил во лоша состојба, не знам, ќе работел уште малку, па ќе одел во стечај. Тоа се главните невистини кои што ги кажуваат. Меѓутоа сите оние кои што се добро упатени знаат дека прво знаат дека ситуацијата во која што е доведен рудникот, односно намаленото производство, е благодарение на претходното раководство, затоа што најголем дел од откопните површини или откопите во рудниците се извадени без при тоа да се запази паралелно подготвување на нови откопи. Меѓутоа ние во овој период тоа го работиме интензивно и некаде за 1-2 месеци ќе почнат и тие нови откопи и повторно рудникот ќе почне да се зголемува производството. Тоа се во рударството нормални такви работи, да има некои успони и падови на неколку години, меѓутоа рудниците се во стабилна состојба, сопствениците континуирано инвестираат и плановите за инвестиции веќе ги објавивме за 2026-2027 се големи и тие рудници имаат многу голема перспектива, односно немаат граѓаните никаква потреба да подлегнуваат на таквите шпекулации кои што СДСМ ги шират помеѓу рударите. Бидејќи тоа е лесно се манипулира тука, знаеш, ке се спомне рудник и одма чувствувам некогаш дека постојат луѓе, веројатно од тие некои фундаменталисти меѓу екоактивистите кои што би сакале да живеат во зелена оаза овдека, нели? Да не се гради ништо, да не се работи тешка металургија, едноставно ќе си садиме ние пипер патлиџани и ќе живееме среќно и весело, меѓутоа во 21 век работите малце стојат поинаку. Крушево во 21 век ли е, Нико? Според градоначалникот сегашен е во 22 век. Една дебата имавте на друга телевизија, сега 21-22, со бројките интересно оперира твојот против кандидат. Исто така во 2 мандати градоначалник на Крушево. Како дојдовте до, според него, 40 милиони евра капитални инвестиции во општината? Не знам, јас се уште го чекам одговорот.
Јас собирав кој го вака. побарав од него на дебатата. Видете, Крушево е мала општина и оперира со многу мал буџет, од околу 230 милиони денари. 230 милиони денари, така. Сега 40 Тоа се милиони не цели евра 4 милиони капитални евра, да. инвестиции, можете да замислите. Браво, браво. И не само тоа, Град Скопје нема може би се тие толку. 40 милиони евра обезбедени од стратешкиот партнер на градоначалникот, а тоа е Америка. Да, директно, да, се пофели дека Америка била така, стратешки да. партнер. Веројатно е тоа. Се бориш против мокна империја, Нико. Против мокна Ајде да империја. видиме една кратка лична карта, профилација, вака, по широката јавност дошла во контакт со твоите производи, меѓутоа не знае дека ти стоиш позади еден бренд на Крушево, па повели, представи се. Така, јас иначе сум дипломиран педагог. За жал никогаш немам работено како педагог. Сега моментално го менаџирам тој мал фамилиарен бизнис кој има традиција од над 100 години. За Крушевскиот локум. Крушевскиот локум и крушевските целувки. Традиција колку? Над 100 години. Над 100 години? Да. Во семејството? Во семејството. Со трговија се бавели пред 100 години? Не со трговија, со производство. Производство, аха. Приказната почна од мојот прадедо, кој го учи занатот во Солун, го носи во Крушево и продолжува неговиот син, па мојот татко, па јас и така. Иначе локумот е од Ориентот доаѓа или турски или Видете, локумот се смета прашање што никогаш не сум си го поставил, ама знам, мислам интересно ќе ако зборуваме за избори, ама интересно ќе да еве нешто што многу малку луѓе го знаат. Сите мислат дека локумот е ориентална сладка, меѓутоа ако го погледнете составот на локумот, бидејќи има пченкарен скроп, тоа значи дека морало од западот да дојде тој пченичен скроп до истокот, за да таа сладка се создаде, што значи дека е спој на истокот и на западот, бидејќи пченкарниот скроп од Америка така е. До Европа, така е. Знаеме по кој пат доаѓа. Види, ние мислиме и мусака и полнети пиперки дека се остатоци од и можеби и се остатоци, меѓутоа и компирот и пиперките дошле 15-16 век, да. Ке ти е ли тешко или нема го напуштиш раководењето со бизнисот ако застанеш на чело на општина Крушево? Па ќе ми недостига, да бидам искрен. Сега ми е таму пак така лефтерно. Лабаво. А има многу што да се работи во Крушево. И сладко. Сега ќе се соочиш со... Сега ќе ми биде малку горко. Види, ако 40 милиони евра имаш капитални инвестиции... Ќе мора да ги надминеш. Ќе мора да ги надминеш, да. Што се случуваше па во Крушево изминативе 8 години, освен стратешкото партнерство меѓу градоначалникот и Америка и овие инвестиции поголеми од град Скопје, кои што се невидливи, меѓутоа можеби ќе се видат некаде. Видете, реално... Зошто се реши, кој ти е главниот мотив да влезеш во битката сега? Главниот мотив ми е заради тоа што премногу го сакам Крушево и ние, слушајќи го колегава, делиме слична судбина со Пробишти. Ние во 8 години имавме капитални инвестиции во износ од 3 милиони евра. Толку. Се на се. Не годишна, сума сумарум. Па да, ствари, толка ви е буџетот годишен. Така. А при тоа ни се појавија огромен број на проблеми, од кои неколку бараат решавање сега и веднаш. Не сега и веднаш, вчера. Како, например, кои се главните проблеми? Да. Прв и основен, решавање на проблемот со депонијата, која постојано не труе, постојано е запалена и може да замислите Крушево, кое треба да биде символ на чистотата и на чистиот воздух. Да. Вие ќе дишите чад од запалена депонија, каде што не знаеме и каков отпад се одлага. Прости, таа е само локална или... Локална дива. А имаме индиции дека се одлага и хемиски отпад. Сега можете да замислите. Колку 1300 метри, на колку е Крушево? Ние сме од 1250 до некаде 1350. И во таа идила планинска имаме
депонија што треба да се средува? Доаѓаат паравогледаристи од целиот свет, мораат да летаат низ Чад. Како специјални ефекти, можеби тоа Да, намерно или предизвик во надпревариве. А зошто е толкав баук депониите кај нас? Имаш ли некоја конкретна идеја на тој план? Ке зборуваме подоцна и за проектите, но додека сме се бавиме со депонии, за, нели, постојат разни технологии по светот измислени како да се третира отпадот. Во овие 8 години не покажал интерес градоначалникот од тие 40 милиони евра да... Па бидејќи се уште се труеме, веројатно не покажал. Која е мојата цел? Мојата цел е Крушево град со нула отпад. Тоа да го постигнеме во тој 4-годишен мандат. Најпрво, на малку попрост начин да го решиме проблемот, едноставно да ја затрупаме таа депонија, повеќе да не труе. Понатаму да ја дислоцираме, бидејќи во многу блиску до градот. Плюс вие сте амфитеатрален град. Така е. И така е. И можете да замислите ако нема ветерче, ако нема, тоа се таложи во градот и го дишат од мали деца до... Освен депонијата, вака, што е најголема мака за луѓето? луѓето? Имаме голем проблем со водоснабдувањето. Покрај тоа што градоначалникот успеа да ни го загади воздухот, успеа да ни ја загади и водата. Уште останува да ни го загади јадењето и да си ги спакуваме куферите и да си заминеме. Имаме голем проблем со водоснабдувањето, бидејќи јавното предпријатие ЈП Комуна е во катастрофална состојба. Со презадолжено или презадолжено, со обврски до вчера беа 45 милиони од прилика денари. Добро. По превземањето на дел од долгот од страна на општината сега е некаде околу 31 милион. Тоа јавно предпријатие горлив проблем одамна. Меѓутоа во изминатиот период имавме надолна линија на обврските. По превземањето на Томе Христовски како градоначалник на општина Крушево, од 13 милиони денари, тогашни обврски, успеавме да дојдеме до 45 милиони. И сега, само еден податок ќе ви кажам. Како е можно такво домакинско раководење на градот, кога вие имате загуба во вода од 70%? Ние купуваме вода од системот Студенчица, одреден, еве да речеме 100 литри, добро, а фактурираме за 30 литри. Колку наплаќаме, тоа е друга работа. Да. Фактурираме за 30 литри. 70 литри не знаеме каде се. Знаеме, ама не ги решаваме. Каде се? Во дефици. Што, нивишки некои се диви приклучоци? И диви приклучоци. Значи во дефици и во диви приклучоци. Тоа е тоа. Не испарува водата од системот. Аха, при дефекти се губи сега. Се губи, па ви тече во земја. И тоа си е оставено. Така, 40 милиони си ги инвестиравме евра, немаме проблем. Како е расположението во градот сега? Па, мислам дека расположението е повеќе од одлично. Кај граѓаните на општина Крушево општо, а и во градот, почнува да се гледа одредена надеж. Бидејќи, верувајте, до вчера бевме катастрофално, не знам да го одберам зборот. Може би, не знам, се ние како народ сакаме да даваме шанса, ајде еден мандат, ајде чекај едниот, ајде и вториот, може би ќе се изненадиме, ама после 2 мандати, ако не се забели, што пазите, тоа се 8 години од животот, како да кажам, во идеални услови 1/10 од животот на еден човек или па 1/5-6 од зрелите години да ти помине во надеж, многу е така. И очекувањата ќе се големи, јасно ти е. Секако дека ми е јасно. Така да. Секако дека ми е јасно. Добро, ќе зборуваме и за она што планирате да правите во делот на детектирање на проблемите, ако имаш уште нешто да... Па еве уште да кажам околу економскиот развој. Бидејќи се што ќе изложиш како проблем ќе се очекува од тебе, нели, да му пристапиш да го решаваш. Така е. Ние во 8 годишен мандат не видовме ниту една инвестиција која би обезбедила работни места во општина Крушево. Ниту една.
Ниту една, напротив, една и си замина. Имавме компанија за производство на масло од марихуана. Знаете сите какви беа тогашните услови во државава околу тој бизнис. При првите контакти со Ако не земале муртинско ѓубриво, тешко растеше, јас како што памтам. Точно. При првите контакти со инвеститорот, со собственикот на таа компанија, тој ни информира дека целта му е да достигне до 600 вработени во компанијата и ајде да не зборувам за профитот. И можете да замислите... Тоа е сериозна операција во Крушево. Многу сериозна и озбилна. Вие не можете да сватите што значат 600 вработувања за општина како Крушево со пристојна плата и повеќе од пристојна плата. За развој на туризмот да не зборуваме. Ајде да зборуваме. Еве, ќе ви кажам како се грижеше актуелниот градоначалник за развој на туризмот. Покрај тоа што некако волшебно ги снема многуте културни манифестации од кои најпрепознатлива беше Крушево етноград, за која манифестација и BBC направи свој прилог. Градоначалникот успеа да се погрижи за развој на туризмот во Битола и во Кавадарци наместо во Крушево. Како? Таму на позајмица им ги даде ратракот, системот за производство на вештачки снег, така популарно наречените топови, потоа опрема за сноуборд патеки и така натаму и така натаму. Од која причина тие работи не се активираа во Крушево, ами се активираа во Битола и во Кавадарци, јас не знам, ќе треба да одговори градоначалникот еве на некоја дебата или еве го повикувам на оваа емисија да ни одговори. Зошто? Се уништуваат условите за ние со тие топови туризам треба да ја продолжиме сезоната во Крушево. Да. Бидејќи висинската граница на снежни врнежи постојано се намалува, а ние сме терените се на 1500 метри висина. Знаете дека ни се потребни тие топови за да си ја продолжиме зимската сезона. И тоа е стварно енигма за мене. Ке зборуваме понатака што вие планирате преземате на тоа поле. Марија, како што кажав, ти си во една различна ситуација за разлика од господата. Ти треба да продолжиш со, не знам, претпоставувам се уште постојат проекти кои што се започнати или во фаза на планирање, некој во фаза на реализација или при крај, но и да внесеш своја енергија таму. Какво е расположението вака меѓу луѓето во градот? Гледаат ли позитивно на оваа промена што веројатно сите се надеваат дека ќе е на подобро? Енергија, има добра енергија во градот. Како живеат? Срекни ли се неготинчани? Јас знам за кавадарчани дека се многу срекни луѓе. По природа зборувам, не дека по природа. Сум бил неколку пати во ресторан, во кафана таму и гледам сите стануваат, играат, пеат, се веселат. Слика што не постои во Скопје, во Охрид, на лето и некаде. Но поинаков е духот на луѓето. Дали за неготинчани важи слична квалификација? Така. Да, за неготинчани... Слободно пофали дека се подобри од кавадарчани, немам проблеми. Тоа не ни помислувам дека кавадарчани се подобри од неготинчани, дефинитивно. Неготинчани се луѓе кои што се пред се ние сме земјоделски крај. Ние сме град на виното, град на ракијата, каде што имаме најубаво вино, најдобра ракија, земјоделски крај, каде што луѓето претежно се занимаваат со земјоделие, топли луѓе, топол народ, добри луѓе, секогаш расположени да помогнат на било кој човек. Можам да кажам дека малку имаше некој скептицизам кај луѓето пред година и нешто. Пред изборите на централно ниво. Така е. Бидејќи веројатно многу зависи расположението на луѓето од политиките на централната власт. Точно. Имајќи предвид дејноста со која што се бави голем дел од населението. Видов дека кај луѓето тогаш имаше еден грч, не беа сигурни дали повторно ќе останеме заложници на таа централна власт што беше,
дали ќе се даде шанса на нешто ново. Кога централната власт ја презеде Христијан Мицкоски, почитуваниот претседател на ВМРО-ДПМН, тогаш луѓето видов дека почнаа да гледат со скептицизмот го снема, почнаа да гледат една добар човек пред себе, кој што има визија, кој што има идеја за развој на нашата држава. Со самото тоа, кога почна на површина да излегува и самата заложба, односно добрата корелација помеѓу централна и локална власт, што е многу битен сегмент за развој на една општина, тогаш позитивната енергија кај луѓето се врати. Така што голем број на луѓе кои што почнаа да се иселуваат и кои што со години веќе беа иселени надвор од општина Неготино, дел од тие луѓе што е многу добро и позитивно гледам дека почнуваат да се враќаат во градот. Можеби не е многу, нели, али добро е дека сепак сме почнале од некаден. Така да Ако може да си предвидат иднина, предвидлива иднина, нели секој сака сигурност и стабилност, така? Поради тоа што народот бара пред се искреност, значи да бидеме искрени спрема нив и да бидеме честни во тие намери кои што ги презентираме, кои што ги кажуваме, така да луѓето го препознаваат тоа, се уште работиме на тоа и ќе продолжиме да работиме да ја вратиме вербата во нив. Има добро расположение во Неготино. Пред се можам да кажам и тоа, можеби и дека сум жена. Дополнително имам голема поддршка и од женското опкружување. Да. Кај дел од машката популација кај што имаше можеби малку скептицизам, ја добивам веќе поддршката и тоа на големо, што многу ме радува, поради тоа што многу е битно начело на општината да биде човек кој што ќе ја предводи општината во нагорна линија. Значи, ние почнавме еден период со градоначалникот, со доктор Горан Стојанов, каде што почнавме да ја враќаме вербата на луѓето, почнавме да работиме на проекти, ги слушавме идеите нивни, така да мораме да продолжиме со таа тенденција. Секако и со помош од централната власт, народот тоа го препознава и мислам дека на 19 октомври, уште во првиот круг, тоа и ќе го покаже. Тоа и ќе го покаже. 5-16 години искуство активно во политика, сигурен сум дека да, како жена, како дама, си имало одредени предизвици тука, односно да се рушат, кршат некои стереотипи, ама како што ценам вака од муабетот, веќе таа тема е позади тебе и тој помал број на луѓе кои што можеби имаат некаква мизогина црта во својот карактер, ќе ги увериш дека кога женска рака ќе фати да среди нешто, тоа си е средено. Односно, кога ќе преземеш функција во општина Неготино, ќе исчезнат сите такви тоа се стереотипи кои што не допираат, предпоставувам, до тебе веќе. На почетокот на кариерата допира ли? На почетокот на кариера можам да ви кажам искрено, секако сум била и помлада. Допирале многу работи до тебе, нели ќе слушнеш и неубави работи, негативни коментари, позитивни. За кандидатка за советник во град Скопје за младата Луна Стефановска, одвратни коментари по однос на незиниот не по однос на туку и поради незиниот физички изглед и нели стереотипи дека ја ставиле на листа бидејќи изгледа вака и така. Мислам, дили 25-та година, ми е срам некако, дури и да зборувам за овие работи, но постојат. Па затоа е од позиција на жена со 15 годишно искуство во политиката, си се соочувала ли ти со такви Дефинитивно да, на почетокот на кариерата, нели. Секогаш има ривалство, секогаш има нешто на кое што на другиот можеби нема да му одговара тоа што ти го работиш. Меѓутоа, многу е битно да имаш свој став во животот. Значи, кога ќе имаш свој став, колку и да не му се допаѓа на некој тоа што го работиш, колку и да сака некој да те руши,
Многу е битно да одиш со чист образ низ животот, да ги надминиш сите тие стереотипи и на крајот на денот да им докажеш дека сите тие работи не се така. Многу е битно да имаш поставено исто така и цел во животот, која ќе се стремиш кон таа цел искрено, борбено, и кога целиот твој и приватен живот и професионален ќе го намениш за општото добро на народот. Значи, многу сум се вложила и во кампањи, и во партиски активности, во митинзи, и сето тоа за подобро утре. Поради тоа што од 2017 до 2021 година немавме баш некој добар период на живот. Конкретно јас како лице внатре вработено во локална самоуправа, значи не беше баш подобен период. Имаше и таму предизвици во тој период. Имаше искушенија каде што можеби сум се разочарала едноставно. Сум посакала и јас како млада личност да заминам надвор од Македонија. Ми се укажале можности. Си размислувала и на тоа? Дефинитивно сум размислувала и можам да кажам дека бев на работ да се одлучам или тука, или дефинитивно фрваш све зад себе и заминуваш во странство за нешто подобро. Меѓутоа, у принцип, сум многу трпелив човек, имам многу големо трпение и секогаш се надевам дека нештата можат да бидат подобри. Само треба да застане вистинскиот лидер, кој што ќе не поведе како народ, како нација. И многу сум горда на сама себе, поради тоа што ги издржав тие некои премрежија, тие некои периоди кои што ги имав. И види каде си денес. И што останав во нашиот град поради тоа што Неготино и покрај тоа што е мало место, е стварно многу убаво место за живење. Има добри луѓе, има топол народ. И дефинитивно треба сите заедно да работиме да биде едно поубаво место за живење. Тука сме растени, и јас за мене можам да кажам, тука сум растена. Воспитана сум така како што сум воспитана, дека треба да го почитуваш секој еден кој што ќе го сретнеш на улица. И дефинитивно сметам дека сега е вистинскиот момент да продолжиме со оно што го започнавме. Ми се допаѓа оваа смирена женска енергија и разбирам зошто те препознале граѓаните таму како човек кој што сака да го имаат на чело на општината. Тони, колку влијаат политиките на централна власт, на економските политики во доживувањето, и твое или па на понудата на ВМРО-ДПМН на локално ниво? Што мислиш за локалните избори, мајки предвид имаш богато искуство на локални избори? Колку зависат од генерално политичките случувања, а колку па од индивидуалните квалитети на потенцијалните кандидати, односно на кандидатите за градоначалник? Според мене, од моето политичко искуство, а тоа е долгогодишно, повеќе од 30 години, централната власт е многу важна работа, доколку е во спој со локалната власт. Во таков еден однос, поддршката е многу поголема, бидејќи целта и на локалната и на централната власт е иста. И ако е иста целта, многу полесно се оди кон реализација на таа цел, односно на тие програми што ние ги нудиме. Затоа, многу добро, мислам, граѓаните тоа многу добро го разбираат и го знаат, и е добро за развојот на општината да градоначалникот има добри релации со централната власт, односно да работат во ист правец. Токму затоа на овие избори и во мојата програма или во моите идеи се вградени и проекти кои што се тесно поврзани со поддршката од владините институции и од централната власт. Тоа е суштината на успехот. Ние имаме во Пробишти многу проблеми кои што треба да се решаваат и мора да се решат овој пат, бидејќи навистина представуваат проблем кој што самата локална самоуправа не може да се справи со тие проблеми и не може да ги реши. Градоначалникот предходен
во неговата изјава на митингот во Пробишти кажа дека ќе ја реши старата еловишна депонија за 21 година зборувам, доколку не ја реши ќе си даде оставка. Нити си даде оставка, нити ја реши депонијата. Бидејќи тоа е проект кој што кошта приближно 10 милиони евра, е жешка точка на ниво на Република Македонија. Во централното градско подрачје имаме стара јаловишна депонија која што стои таму од 76 година и представува сериозен проблем. Меѓутоа, ако ја немаме поддршката од централната власт, многу тешко можеме да ја решиме. решите тоа, да. Тоа е Аплицираше ли сега градоначалников за унгарскиот кредит, пример, за да ја реши јаловишната? Не аплицираше за таа депонија и тоа е проблем. Тој аплицираше за некои ситни проекти кои што се популистички и мислеше дека пред изборите ќе почне со тие улички, водоводи, патишта локални и ќе добие поени, меѓутоа граѓаните се многу добро информирани. Јас се чудев, памтам добро, 21 година, на ден на избори во недела во Пробишти полиција со качење асфалтираш. Право сум, памтам дента буквално. Апсолутно. Вика мајко му И стара. сега е истата приказна, меѓутоа мислам дека граѓаните се веќе на едно многу повисоко политичко ниво. Па срамота би било на ден на избори, тоа е подценување. Срамота е и пред избори да асфалтира. Имено. Имал 8 години, требало да ги реши проблемите. Зошто сега на 15 дена пред избори да асфалтирате улици? Спомна нешто што е суштински важно за односот помеѓу локалната и централната власт. Да, добро е кога делат заедничка визија, идеолошка, политичка, меѓутоа генерално би требало сите, секоја централна со секоја локална да делат иста визија по добар живот на луѓето, но не било така. Сега, во овие 15 месеци јас немам чуено дека некоја општина е запоставена од централната власт, дека не и биле овозможени истите услови. Еве конкретно, нели, унгарскиот кредит е добра показна вежба на таа тема. Имаше некои реакции од градоначалникот во заминување во Струмица, меѓутоа мислам после се изгладија и тие нешта, така да во тие 20 на општини колку водат СДС во моментов, немаше ситуација да некој објективно проблематизира дека власта го не му дава еднаква шанса да дојде до парите, нели? Моделот на распределба на тие пари беше согласно број на жители и така натака и така натака. Бидејќи нели, властите се менуваат, ние не може да очекуваме сега ако, не знам, за 5, 6, 7, 10 години се промени централна власт, дека ако си од друга партија и водиш општина, готово, пиши пропало, нема да функционираш. Но зошто претходно сме имале такви ситуации? Зошто не може да се надминат суетите или егото или просто да се сака да се наштети на политичкиот противник, а затоа цената ја плаќаат граѓаните? Токму така, Богдан. Мислам дека оваа година прв пат владата на ВМРО-ДПМН покажа едно државничко однесување и на сите општини, без разлика дали е градоначалникот од СДСМ или од ВМРО или од било која друга политичка партија, ги подели рамномерно по критериумите кои што ги имаше поставено од унгарскиот кредит, да се поделат проекти, бидејќи тие проекти не се за градоначалниците, тие проекти се за нема дома ги носат за граѓаните и тоа е добро и во иднина би требало да биде така. Меѓутоа тука има една суштинска разлика. Идеолошката разлика. Значи во кој правец треба да се движат општините? Например, јас како градоначалник различно гледам, а сигурен сум дека и мојата партија од која што потекнувам и доаѓам, различно гледа на развојот на општините. Конкретно за Пробишти можам да кажам дека во минатите години јас не видов никаква идеја, никаква визија за тоа во кој правец треба да оди општината. И тоа е што ме натера да се кандидирам. Значи, според мене има проблеми кои што мора да почнат да се решаваат и тие решенија ќе бидат подолгорочни. Најголем проблем со кој се соочуваме ние во моментот, верувам во сите помали општини, е иселувањето на младите. Добро. За да го решиме тој проблем, има серија или сет на мерки кои што треба систематски да ги преземаме. Тие мерки мора да бидат поддржани и од централната власт и да се развиваат во неколку правци. Тие правци се прво и основно економскиот раст. Мора да обезбедиме клучно економски
повисок стандард на граѓаните, а за да го обезбедиме тоа, мора да направиме простор за да привлечеме инвеститори. Дали се тоа индустријски зони, дали се тоа инфраструктурни проблеми кои што ги имаме. Потоа, да се гледа во развојот на туризмот, бидејќи таму најчесто работат млади луѓе во таа гранка туристичка. Да внимаваме на животната средина, значи да ги решаваме проблемите кои што ги имаме. Тоа се неколку мерки кои што мора заедно да ги трасираме со поддршка од централната власт. Например, кај мене има туристички центар, зимски туристички центар Пониква, кој што најголем дел од граѓаните на Македонија мислат дека е во општина Кочани. Исто и јас мислев до пред 3 секунди сега. Сега Значи, прашам тоа е на територија на општина Пробиштип, меѓутоа за да отидете од Пробиштип до Пониква немате пристапен пат. Сега во мојата програма со параглайдер од Крушево. Значи повеќе од 60 километри од Пробиштип до Пониква, а се наоѓа на наша територија. Меѓутоа, ние мораме да поминеме од Пробиштип во Кочани, па од Кочани да отидеме во Пониква, затоа што нема пристапен пат. Во владата на ВМРО ДПМН до 2017, додека бев ја градоначалник, ние како источен плански регион, сите градоначалници инсистиравме на развој на Пониква, направивме и студија на едно високо ниво и почнавме со реализација. Направивме проекти за пристапни патишта преку јавното предпријатие за државни патишта. Тоа е влезено во владина програма и на мое барање ќе биде најбрзо можно реализирано. Од 70 од тогаш километри... од 17-та, 16-та е готово тоа? Од 17-та и тука сопре се. Нема веќе, никој не зборува. Ни за пристапен пат, ни за студија, ни за тоа што го направивме како инвестиција, како влада до тогаш и општини и источниот регион. Направивме пумпи, мини акумулација за вода која што се користи за топови за вештачки снег кои што ги поставивме на тие патеки што ги има, купивме ратрак, купивме санка, обезбедивме канцеларија, вработени. Ке можеме поземиш на Никово Крушево. И од тогаш дури не си ги врати од... И од тогаш се престана. Направивме проект на ниво на распишување на тендер, основен проект ревидиран, за да се поврзе Пробиштип со Пониква, наместо 70 километри да одиме за 11 километри и тоа се стопи. Не можам да разберам зошто. Наистина не можам да разберам зошто. Затоа што друг е нивниот правец на размислување. Нашиот правец е друг. Еве, јас сум охриѓанец и одам Охрид доста пати годишно. Осетна е разликата сега, да не без оглед на кој за кого навива. Осетна е разликата. Еве, кој не верува, нека запали кола и нека оди, нека види, нека спореди со пред 15 месеци како било, пред година, 2-3 и така натака. Во Скопје, например, има проекти готови за проширување на булевари, така стојат. Сега треба Орце да дојде и да видиме како за 2-3 месеци може да се прави нешто. Значи, пресудно е првиот да е човек од акција и човек со визија и со желба за работа. Многу брзо се менуваат работите и ние мораме како градоначалници да бидеме чекор пред тоа, да имаме визијата за после неколку 10-20 години. А за тоа да го имаме мораме да направиме нова, вие сте архитект, нова урбанизација. Генералниот урбанистички план, пример на Пробиштип е од 90-тите години, не е веќе во функција. Мораме да направиме нови сообраќајници, нови индустријски зони, нови парцели, нови населби за младите. Во Пробиштип немате каде да купите плат затоа што нема урбанистички план. Минатото раководство не направи ништо. Ти фалела градоначалничката работа, се гледа. Нико, колку сметаш дека еден градоначалник треба да се бави изричито со локални теми? Има ли простори за политичко делување да се бавиш и со политика на централно ниво, односно со, не знам, пример, теми кои што ги засегаат луѓето во национални интереси, надворешна политика и така. Како луѓето, што луѓето во Крушево би очекувале од тебе? Бидејќи ние сме гледале туи таму и градоначалници кои што излегуваат од своји ингеренции, нели, се занимаваат со зборуваат за теми. Убаво е човек да зборува на секоја една тема, но нели примарниот фокус на работата треба да е на друго место. Крушевчани очекуваат локален развој, решавање на проблемите. Некогаш се помешуваат ингеренциите, па
бараат работа кај градоначалникот, такви проблеми се Тие појави ги има секаде. Ги има секаде. Меѓутоа во суштина не очекуваат од градоначалникот да се занимава со глобална политика или не знам идеологија. Мисли глобално, ама делува локално. Да. Така. Сакам малку да позборуваме за потенцијалите на Крушево, преска зборувавме нели критички кон проблемите, најголемите нели проблеми моментално за жителите на општината. Јас имам и твојата програма тука пред мене и во приоритетни проекти на општина Крушево имаме нова спортска сала, обиколница, канализациони мрежи во населените места, реконструкција на регионален пат, град без отпад го спомна, 2 нови полетишта за параглайдинг и змејарство, патеки за планински велосипедизам, стационар за згрижување на куќи на скитници, изградба на нови и современи паркинг места и дигитално паркинг решение. Ова се приоритетните проекти. И речиси сите од нив одат во развојна насока, односно во развој на туризмот и на економијата. Во еден мандат изводливо е ова да се? Дефинитивно да. Дефинитивно да. Колку е ова голема? што го прочитавте вие. Да. Колку е голема таа параглайдинг приказна во Крушево? Па видете, надвор од Што очите значи тоа на... за економијата на град конкретно? Колку доаѓаат луѓе, колку пати годишно и колкав потенцијал има тоа да се зголемува за да живне ете и таквиот спортски туризам? Така, надвор од очите на тие кои не го познаваат тој спорт, ова ќе звучи чудно, но Крушево е една од 10 најдобри дестинации за параглайдинг во Европа. Една од 10 најдобри во Европа. Да. Кога велам тоа, во предвид не јас, туку тие кои се занимаваат со тој спорт, ги имаат многу фактори. Близина на полетиштето до урбано место, близина до болница, близина на слетиштето, исто така до урбано место. Имаат предвид цени и така натаму и така натаму. Кај парчето во Ивањевци ако слета, секако и тоа и во Охрид и така натаму. Во Ивањевчан. Го имаат во предвид и нормално на што го нуди природата во Крушево, тие термики и така натаму и така натаму. Воздушни џепови. И затоа во Крушево се организираат надпревари од светски карактер, како светски купови, светски првенства, европски купови, европски првенства, националните првенства, одредени асоциации и федерации на други земји ги организираат во Крушево и така натаму. И пред да дојде Томе Христоски за градоначалник, иако тој вели дека од него започнало се. Тоа е така еден месиски и после него потоп комплекс, да, и после него значи личност Минхаузен со комплекс на месија, управување диктатор. За Заев зборуваме? Истата комбинација. Да се вратиме на проектите, создавање во контакт со луѓето кои се занимаваат со тој спорт, се јави потребата за нови полетишта. Значи уште поголема да биде приказната. Да биде уште поголема, и тука имаме предвидено во програмата изградба на 2 нови големи полетишта, пристапни патишта до нив, но и неколку помали помошни полетишта. Ради тоа што кога има надпревар, оние кои дошле да летаат сами, нема од каде да полетаат, така што би сакале да ги покриеме сите потреби на тие луѓе. Каде се сместуваат сите луѓе кои ќе дојдат прости? Има ли доволно сместувачки капацитети? Има. Да. За сега има, да. И 90% се сместуваат. Прашувам бидејќи за туризмот сакав да те прашувам. Ако планирате видете, единствената светла точка во изминативе години во туризмот е фактички приватна иницијатива на човек кој инвестираше во одредени сегменти во туризмот, Хотел Панорама, Хотел Монтана, Станич и така натаму. И
ништо друго. Среќа што тоа ни се појави. Кога сме да довршиме за правогледерството, тука сакаме да направиме една манифестација, бидејќи никаква манифестација нема во овие 8 години, која ќе ја крстиме фестивал на парагледерството. Да биде од забавно-рекреативен карактер, но и од надпреварувачки, ќе биде всушност првото надпреварување што ќе го организира општина Крушево. Бидејќи општина Крушево никогаш не организирала надпревар во парагледерство или во змеарство. Зошто? Добро, окей, само ти продолжи, да. Во таа манифестација, покрај тоа што ќе има забавно-рекреативен дел надпреварувачки, сакаме да ги донесеме најреномираните производители на опрема за параглайдинг и змеарство и Крушево во Крушево да има еден таков саем на таква опрема, кој ќе биде најпретпознатлив на Балканот, па и пошироко. И тоа е нашиот план. Понатаму за тој алтернативен туризам сакаме да изградиме и планински патеки за планински велосипедизам и тој спорт да ни биде може би не на истото, ама на приближно ниво, како и парагледерството и змеарството. Бидејќи гледам дека туризмот е важна гранка во визијата, во плановите за развој. Во моментов е најважна. Бидејќи секоја друга не зависи толку од нас. Да. А ова многу зависи од нас. Да. И за таа цел ние во програмата имам јас ова е ставено дека ќе подготвиме 40 километри такви патеки. Велосипедски, планински патеки. Да, патеки за планински велосипедизам, со што ќе можеме да се ставиме на картата за организирање на надпревари во тој спорт. И нормално во координација и соработка со асоцијации, федерации, клубови од тој спорт, се надеваме дека ќе направиме уште една успешна приказна како парагледерството. Гледам нов скијачки центар дека планирате да се прави. Тоа е малце оптимистичко кажано, ние ќе подготвиме документација. Добро, се планира да се прави. Не рекол дека за 4 години ќе биде готов, но дека ќе сте одбрале така локација, некоја физибилити студија веројатно. Видете, тоа е, знаат Крушевчани, тоа е приказната за Мусица. Тоа е како Галичица, ние Охрид имаме една таква приказна ски центар на Галичица од 1856 година. Така, јас со таа приказна сум израснал. Исто. Бојан Крижеј дошол, видел, рекол, Првично тој проект беше проектиран од швајцарски експерти, имаше студија и така натаму. Која е целта? Целта е, бидејќи Мусица се наоѓа некаде на 1780 метри надморска висина и поседува можности за правење на скијачки патеки кои ќе одговараат на оние посериозни скијачи, бидејќи постојните се така поблаги, повеќе се наменети за рекреација, за деца, за почетници, за ученици и така натаму. И сега ние покрај тоа што ќе имаме километри и километри стази на Мусица, ќе имаме и нова целна група, а тоа се сериозни скијачи од регионот и од нормално и од Македонија. Тоа останува ние да ги направиме првите чекори и да очекуваме се најдобро. Ако можам вака како заклучок да изведам од ова што го слушав до сега од тебе, има силен фокус на развојот, односно препознавање на потенцијал и развивање на, Крушево има неколку приказни, но идејата е да се развиваат, да се унапредуваат и ми се допаѓа тоа што го слушам. Марија, ако анализираме приоритетни проекти во Неготино, изградба на кружен тек, и тука си ветив дека
Нема да кажам ништо за семафори, некаква шега. Абе и во Охрид имаме кружни текови. Знаеш дека во Охрид можда 1-2 семафори се останати? Да. Ако сакате да пратиме еден натака. Ќе имаме и семафори. Ќе имате и семафори? Да. Па тоа прв проект треба да. Да. Шалат, шега на страна. Нова противпожарна станица, градски парк и спортската сала, мултифункционален центар, односно преку реконструкција на стара социјална зграда, уредување на урбана заедница 8.1, ново музичко училиште, спортска сала во Долни Дисан, гасификација, основен проект за линиска инфраструктурна градба. Во неколку минути вака би те замолил, бидејќи имаме уште 8-9 до крај. Ќе биде ли? Ќе биде ли ова? Како е? Мора да биде. Така? Да, дефинитивно мора да биде. Со што прво би се зафатила? Поради тоа што имаме више за најголем дел готови проекти. Направивме доста проекти. Мислам во испланиран буџет? Да, испланиран буџет. И покрај тоа што нели со претходната централна власт не добивавме финансиски средства, сосем спротивно што ова сега што го прави оваа централна власт работи на развој на сите општини. Претходно ја немавме таа поддршка, меѓутоа ние си Затоа веќе тие не се власт. Така. Меѓутоа, ние си направивме законски одредби, односно ги применивме законските одредби, репроценка на данок на имот, значи наплата на сите законски обврски кои што секоја една општина ги има, каде што направивме репроценка на данок на имот, направивме добра наплата и при тоа изградивме и функционален пазар, да, затворен градски пазар и покрај тоа што некои ликови сакаат да направат некоја друга приказна од тоа, сепак за доброто на граѓаните е тоа што имаме функционален градски пазар. Работиме исто така и на продажба на градежни земјишта, каде што е спомнато исто така и тоа во делот на развој на индустријските зони. Ние сме доста атрактивно место, поради тоа што покрај нас минува автопатот. Имаме индустријска зона Дуброво, Црвени брегови, каде што работиме во моментот на парцелација, поради тоа што има дефинитивно голема заинтересираност од страна на инвеститори за продажба на тие земјишта и за развој, а тоа е потенцијално и дополнителен приход во буџет на општина Неготино. Кампинг, ова се кои што ги набројавте се само еден мал дел на проекти. Да, тие селектирани како приоритетни. Од кои што реално останатите што се 90% имаме веќе готови проекти, останатите се во фаза на Неготинчани ќе си ги прочитаат сите во програмата, нели, но ова општата јавност да стекне впечаток пример со. Али кружниот тек дефинитивно е најголем приоритет. Проект за кој што аплициравме со вториот повик на владата, добивме финансиски средства, тендериране проектот и во најбрз временски рок се очекува да се отпочне со реализација. Значи станува збор за место кое што го поврзува заедно со плоштадот. Непосредно направивме преклопување на генералниот урбанистички план со линиските инфраструктури во деталниот урбанистички план, каде што поврзавме 4 улици, се со цел да направиме растеретување на тоа тесно грло, кое што се појавуваше при одредени периоди во текот на денот и во текот на одредени месеци во текот на годината. Значи, ќе имаме одличен кружен тек, кој што ќе биде непосредно поврзан во делот со плоштадот. Тоа дефинитивно ќе даде еден нов лик на градот и реконструкцијата на плоштадот, реконструкцијата на градскиот плоштад исто така и... Ете, тоа ќе е нешто пошто ќе те паметат сигурно. Ете така. Видите, реално секогаш ќе има поделени мислења. Дел ќе поддржуваат, дел ќе сметаат дека тоа е луксус. И Ејфеловата кула кога меѓутоа дефинитивно имало поделени мислења, преку 40-50 години стар плоштад сметам дека е добро нешто за да се направи за една модернизација. Темата луксус или не, види, тоа секаде мана може да се најде, нели? Народот сака да наоѓа мани, меѓутоа па задачата на оној што ги води нештата е да прави проценка, не како Луи 14, но нели добиваш мандат, еве викаш ќе градиме ова, ако те гласаат тебе, градиш и мирна глава и сите ќе го засакаат тој плоштад после тоа. Тони, да го завршиме овој циклус во однос на проектите со тебе, во едно 4,5 минути. Само јас ќе ги наведам.
Број 1. Субвенционирање на намалување на комунален надомес за изградба на индивидуални куќи за брачни парови до 35 годишна возраст. Супер. Сакаш да ги враќаш. Да. Така и да ги задржуваш младите и да ги враќаш луѓето. Изградба на градски базен. Таму нели има и некој аквапарк. Не знам, Богдан, ти како охригенец дали знаеш дека Пробиштип имаше меѓу првите градови во Македонија олимписки базен. Стварно? На местото на аквапаркот. Имаше пливачки и ватерполо клуб. Јас сум еден од тие што тренираше повеќе од 15 години пливање и ватерполо и со Охрид игравме, се надпреварувавме. Во рудничкото одмаралиште во Пробиштип, дом Вито, како се вика сега, на пристаниште, беше на рудникот одмаралиште, таму сместени и тоа траеше до купо-продажниот договор со аквапаркот, на таа локација се изгради аквапаркот и тоа е добро. Меѓутоа на Пробиштип му треба базен. Ние имаме и затворен базен во школото, кој што јас додека бев градоначалник целосно го реконструирав и после тоа и отворивме пливачка школа на физичко децата да тренираат пливање, после часови повторно како пливачка школа и дојде новиот градоначалник и од тогаш него го стопира и не работи базенот и сега пред 5-6 дена пак го отварат како нов проект. Сега, да, добро, идеално. И тоа е добро за Пробиштип да има и базен и пливачка школа. Нема да говорам на таа тема, бидејќи кај нас затворениот базен уште не е отворен. Отворениот базен мислам дека е затворен, но така беше, да, докај што дојдеа до 2016-17, 7 години шајка една тама, буквално шајка не е закована. Сега почна да ги отвараат еден по еден. Охрид ќе дојде на ред, ама претпоставам бидејќи имаме езеро, чекај, вика тајде, ваму прво кај што нема езера ќе ги доправиме. Регионалниот пат Пробиштип пониква го спомнавме и изменување и проширување на генерален урбанистички план за Пробиштип, ова е поврзано со технолошко-индустријските зони, така. Луѓе, ќе имате доста работа ако пројдете добро на 19 октомври или кој беше 2 ноември, кога што е закажан вториот круг. Ова сметам дека беше една добра прилика јавноста да стекне впечаток за вас како личности, за вас како критичко око, како луѓе со идеи како пристапуваат на проблемите и иш малку помогнавме на едно 3 града да, ако некој имаше некакви дилеми вечерва да си ги расчисти и разбистри. Јас ви благодарам за вечерашното гостување. Доколку имате нешто за крај, да почнеме од дамата, повели Марија. Пред се сакам да ви се заблагодарам за можноста која што ја укажавте. Гледаш дека сме домакинска куќа, така. Да, како и многу пати што се имате покажано. Така да имаме визија, имаме план, дефинитивно само треба да се даде шанса, а мислам дека тоа народот дефинитивно го препознава и на 19 октомври ќе го докаже. Благодарам. Тони, повели. И благодарам, Богдан, за поканата во емисијата, која што е многу гледана. Сигурен сум дека многу граѓани ќе видат што вечерва ние разговаравме и да препознаат иднина во тие проекти. На граѓаните на општина Пробиштип им посакувам фери демократски избори, да излезат на гласање на 19, да го дадат својот глас за подобрата програма, за просперитетен и поубав Пробиштип. Ти благодарам. Нико, повели? Исто, благодарам за поканата, за можноста Знам, да се... ама убаво ми е да слушам, знаеш, благодарам, па емисијата добра. Емисијата супер, најгледана. Не е како твојот Крушевски локум. Благодарам многу. Сердари и Војвода, нели? Сепак од револуционерно Крушево доаѓаш, така малку да не заборавиме на комитлакот. Точно е тоа. Јас една порака до крушевчани. Одиме цврсто напред, за после 19 да го вратиме еснафлукот во Крушево. Да сте живи и здрави, благодарам на вечерашното гостување. Кандидати за градоначалници Маријана Цевенеготино, Тони Тоњевски Пробиштип, Нико Чоњевски Крушево. Јас сум актуелен и кандидат за водител на оваа емисија. Јутре по 22:30 вас ви благодарам за ова гостување, а и на вас затоа што останавте со нас до самиот крај. Доколку нема никакви промени, и јутре по 22:30 се гледаме на истата фреквенција, нема да има, не и вечерва ќе ги добијам изборите. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци, особено доколку живеете во едно од овие 3 општини, вечерва имавте прилика да го сторите токму тоа. До утре, добра nek Македонијо, главата горе.